Владата ќе постави фотоволтаични системи на 50 училишта ширум Македонија во текот на летниот период, со цел зголемување на енергетската ефикасност и користење на обновливи извори на енергија. Министерството за образование и наука склучи договор за неповратен грант од 1,1 милион евра со Банката за развој при Советот на Европа. Со поставување на соларните системи ќе се заштедат значителни буџетски средства кои понатаму ќе се насочат кон инфраструктурни проекти, учебници и дигитални ресурси за учениците. Ваквата инвестиција ќе овозможи и намалување на финансиските трошоци и загадувањето на животната средина. Од владата велат дека преку ваквите проекти се спроведува јасна визија за подобрување на образованието и животната средина. Оваа мерка е дел од поширокиот план за модернизација на училиштата низ државата. Преку квалитетно реформирано образование и конкретни проекти, го унапредуваме образовниот систем. Државата е на патот на промените, порачуваат од владата. 10 повредени лица од неодамнешниот пожар во Кочани добија современ медицински третман благодарение на примената на ПРП терапија, плазма збогатена со тромбоцити. Оваа метода беше применета за прв пат локално во општата болница во Кочани, со поддршка од стручниот тим на болницата Свети Наум Охридски од Скопје. Терапијата користи компоненти од крвта на самите пациенти за побрза регенерација на ткивото и заздравување на оштетената кожа. Предходно, 9 повредени беа третирани со истата метода на клиниката за пластична хирургија во Скопје. Ова е значителен чекор напред во локалното здравство, бидејќи пациентите повеќе не мора да патуваат во главниот град за да добијат напреден третман. Лекувањето во сопствениот град значително го олеснува процесот на опоравување. Жителите на Кочани и околината сега имаат побрз и полесен пристап до иновативна нега, што ја подобрува здравствената заштита на регионално ниво. Црна Гора попладнево е зафатена од нестабилна воздушна маса која предизвика силни локализирани невремиња во повеќе региони, особено во внатрешноста на земјата. Додека некои подрачја беа погодени од обилен дожд, грмежи и град, други блиски локации се уште се под влијание на тропска жештина. Најинтензивно невреме е регистрирано на потегот од Ловкен кон Бока Которска, каде дождот и електричните празнења доведоа до краткотрајни поплави во Котор и околните населби. Атмосферскиот фронт од исток продолжи кон крајбрежјето, зафаќајќи ги подрачјата на Бар и Суто море со налети на ветер и интензивни дождови. Метеоролозите предупредуваат на можно продолжување на нестабилноста во вечерните часови. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија може да посредува за решавање на конфликтот меѓу Иран и Израел, предлагајќи договор кој ќе дозволи на Техеран миролюбиво да развива нуклеарна програма, додека се адресираат безбедносните грижи на Израел. Тој истакна дека Русија не наметнува решение, туку нуди свое гледиште, а одлуката ја препушта на двете страни. Понудата за посредништво доаѓа откако Трамп ја одбил иницијативата на Путин, сугерирајќи му прво да ја среди Русија. Во однос на нуклеарната програма, Путин потврди дека Москва гради реактори во Иран, но Иран не побарал воена помош. Израел пак тврди дека успешно ги неутрализирал руските С-300 системи испратени во Техеран. Во врска со Украина, Путин го пофали Трамп за ставот дека конфликтот можел да се спречи, но одби 30-дневно примирие. Тој најави дека Русија ќе продолжи со офанзивата ако Киев не се согласи на договор. На критиките за напади врз цивили, Путин тврдеше дека целите биле воени, иако новинари потврдија удари врз станбени згради. На форумот во Санкт Петербург, Путин го промовираше економскиот потенцијал на Русија пред делегации од Азија, Африка и Латинска Америка, во обид да привлече странски инвестиции и покрај бојкотот од западните држави. Врховната Рада на Украина усвои нов закон со кој им се дозволува на граѓаните да поседуваат повеќе од едно државјанство. Целта е да се ублажат демографските последици од војната започната во 2022 година, особено поради масовното иселување и растечката украинска диаспора. Со измените, украинските бегалци ќе можат да го задржат државјанството и додека живеат во странство, а процедурата за добивање пасош се поедноставува за деца родени во странство и за лица што стекнуваат друго државјанство преку брак. Законот предвидува и забрзано државјанство за странски волонтери што се борат на страна на Украина, но воведува задолжителни тестови по јазик, историја и устав за странци. Исклучок остануваат граѓани на земји што не го признаваат украинскиот територијален интегритет, ним нема да им се издаваат документи.